prsi na It's a nekoliko pleasure to be here in Skopje. The last time I was visoki here gosti. was a little over a year ago. Бе во Скопје некаде пред година дена и во тоа време се привршува преговорите меѓу двете влади околу прашањето за името. И резултат на тоа е Преспанскиот договор кој што отвара едно ново поглавје во односите меѓу Грција и Северна Македонија. Овозможува можности за подобра економска соработка и го отвара патот на Северна Македонија кон Европската Унија. Преспанскиот договор всушност има ефект и за целиот западно-балкански полуостров. Преспанскиот договор е резултат на една серија на активности. И како што е насловот на денешната конференција, ова е еден важен моментум за интеграција на целиот Западен Балкан. Тоа е договорот за пријателство меѓу Северна Македонија и Бугарија, разговорите меѓу Косово и Србија, како и новите препораки кои што се најавени за пристапување и за Албанија и за Северна Македонија. Се тоа се позитивни настани кои што беа незамисливи пред некое време. Но јас мислам дека тие се всушност еден знак на подлабоки процеси, а тоа значи дека сега сите действија на Западниот Балкан се во согласност со економските действија во остатокот од светот. Иднината која што Русија и Кина ја имаат за Западниот Балкан не предвидуваат слобода и слободен развој на конкурентноста, туку ограничување на слободата. И ова не е изненадување за голем број од западните политичари. Ние пред неколку години мислевме дека Западниот Балкан нема да може да ги надмине предизвиците и во економската сфера, и во геополитичката или во безбедносната сфера. Меѓутоа, се чини дека овие времења завршија. Светот во 2019 година сега изгледа многу поразлично ако го споредиме со оние од 90-тите години. Русија го зголемува своето влијание, посебно во источниот свет, Кина исто така ги злоупотребува пазарните закони и се труди да добие геополитичка и економска доминација. Но ова се авторитарни модели, каде што целиот економски развој е условен од политичките настани. Тоа значи дека се продолжуваат сите оние цели кои што бившите империи ги имаа во минатото. Се наоѓаме во една сфера, во една епоха кода се потиснуваат сите закони на фер конкуренција. Ние работиме на решавање на овие проблеми, затоа што сакаме во нашите општества да го спречиме понатамошното поделување. Западниот Балкан и соседните области се приклучуваат во економскиот развој на целиот свет. Да се освои овој пазар, значи да се зголемат принципите на конкуренцијата, затоа што историскиот значај на Балканскиот полуостров е историски, уште од антички времења. Големите сили ги искористувале и злоупотребувале овие региони само за да ја покажат својата моќ. Тоа значи дека се користи слабоста на малите држави за да се доминира врз целиот регион.
се искористуваат етничките нетрпеливости како и проблемите во самите држави. Денеска истата таа географија се злоупотребува од страна на Кина, која ова го користи за да се пробие во Европа. Ова не е само резултат на геополитичките тенденции. Аспирациите на балканските народи со векови биле да се воспостави демократија и слобода. И од 90-тите години тие желби и амбиции се многу видливи, особено по распаѓањето на поранешна Југославија. Така што Западот секогаш ја користи оваа желба на балканските држави да се воспостави еден слободен пазар, соработка и целосна интеграција на регионот во Европската Унија. Ова е една модерна визија на Западниот Балкан, која за жал е доведена во прашање со новите геополитички и економски аспирации на Русија и Кина, кои што го искористуваат стратешката положба на регионот. Русија ги има своите раце врз Балканот уште од 18-тиот век за да воспостави една економска контрола и доминација на целиот регион се до Црното море. Фактички, доминацијата врз регионот ја покажува незината доминација. Значи, Русија се обидува да го спречи влијанието на останатите западни земји во Балканскиот полуостров. Parties and stokes ethnic and historical discord and regional conflicts to prevent governments from moving closer to the West. As long as the Western Balkans are in turmoil, the Eastern Balkans, Romania and Bulgaria, will remain an isolated NATO salient, and the West will have to divide its attention between the Balkans, Baltic, and Ukraine. By contrast, China is a newcomer to the Balkans. The Belt Road Initiative is the most ambitious geopolitical project of the modern era, seeking nothing less than the physical connection of the eastern and western extremities of the Eurasian landmass. The Balkan Peninsula is the buckle in this belt, the physical link for China's maritime and overland routes to Europe. The first of these proceeds from the South China Sea across the Indian Ocean into the Mediterranean and finds its terminus in the Adriatic. The second moves from the Chinese mainland across Central Asia through the Balkans into Europe. For both of these projects to succeed, China needs infrastructure in the Balkans. Ports at Piraeus, Trieste, and Rijeka provide entrepôts in close proximity to the largest ports of the Eastern Mediterranean. Stretching inland from these ports and connecting them to Europe are a growing number of Chinese road, rail, се градат, префрлајки се од море на копно, се градат и голем број на мостови и патишта кои што овозможуваат пристап до европскиот внатрешен пазар, меѓутоа на некој начин и го прошируваат влијанието на Кина. Инвестициите на Кина доаѓаат во форма на заеми и извозни кредити, кои што се врзани со ангажирање на кинески компании. Тоа не се инвестиции во класична смисла, туку еден вид на надворешни проекти кои што не потикнуваат стабилност, ја засилуваат корупцијата и ги намалуваат начините на раст на локалната индустрија, го зголемуваат влијанието на политичките лидери од Пекинг. Активностите на Русија и на Кина на некој начин одат рака под рака. Русија сака да се дестабилизира регионот, а Кина сака да направи овој регион да биде зависен од нив. Ниту една од овие две држави не сакаат стабилен Западен Балкан и западно влијание, бидејќи сметаат дека тоа ќе ги загрози нивните економски проекти. И двете овие држави сакаат на Западен Балкан да се ги прошират своите влијанија спротивно на западното влијание. Кога размислуваме за иднината, нашата цел мора да биде како што било и во минатото, да имаме Балкански полуостров во кој што ќе има демократски држави кои што ќе ги почитуваат законите и во кои што ќе нема потенцијал за конфликт, каде што мултиетничката држава ќе биде заштитена, ќе има геополитичка и макроекономска сигурност,
од друга страна пак она што го сакаат другите да ќе биде еден слаб регион кај што ќе има авторитарни режими, каде што бизнисот ќе се заснова на корупција и каде што ќе има постојано потенцијални конфликти. Секако целта е да се трудиме да се бориме за позитивни влијанија со тоа што почесто Америка ќе биде присутна тука, често пати нашите ривали не поминуваат што се вели, бидејќи поминуваат повеќе време, повеќе дипломатски активности во овој регион. Значи ние како САД мора повеќе да бидеме присутни и мора да си ја зацврстиме нашата позиција на Балканот. Не само со држави кои што историски го поддржувале Западот, туку и со оние држави со кои што не се согласуваме. Во овие напори треба да се диференцираме, да се оддалечиме од оние авторитарни режими. Всушност, ние треба да истакнеме дека не бараме ниту територии, ниту зависност од нас, туку сакаме силни демократски држави чии влади можат слободно да одлучуваат во кој сојуз ќе пристапат. Кина и Русија успеваат да напредуваат бидејќи често пати ги сметаат за подобри во одржување на ветувања. Веќе 16 години поминаа откако ЕУ во Тесалоники се вети овој регион дека ќе почне да пристапува кон Европската унија. И сега очекуваме тоа да се реализира. Ако државите сметаат дека не можат да станат членки на Европската унија, нешто друго ќе ја исполни оваа празнина без оглед дали ќе се свртат кон Русија и Кина или пак ќе се направат етнички кризи. Балканските држави треба да сватат дека ако намерно го попречуваат патот на нивните соседи кон ЕУ и сопствениот пат го попречуваат. Потребно е исто така западното влијание да се бори да нема авторитарни режими. Пекинг е одговорен за инфраструктура и за пополнување на празнините кои што Западот не успеа да ги пополни. Мора да продолжиме да ги поттикнуваме владите, да ги зголемуваме инвестициите во овој регион и да имаме здраво и цврсто политичко влијание. Всушност, Западот треба да се гледа како средство за доведување на мир. Она што ние можеме да го понудиме е мирот и сметаме дека тоа е исклучително важно, особено по распаѓањето на Југославија. Ние сакаме сите конфликти да бидат решени, да има простор за цивилизацијските вредности, за разлика од Кина, каде што барат површна самостабилност и корупција, а Русија дури и конфликти за да може да го применат своето влијание. Ние треба како Запад да покажеме дека позитивните примери ќе бидат наградени. Преспа беше таков позитивен пример и треба да биде награден. Договорот за името позитивно влијае и врз околината, врз диалогот помеѓу Белград и Приштина и слично. Сметаме дека треба да бидеме внимателни, да не се повторат приказните од минатото во овој простор, каде што имаме зголемено стратешка конкуренција, треба да поттикнеме и развивање на идеали кои што ќе ги надминат овие проблеми. Треба да поттикнуваме слобода, да поттикнуваме идеи за прогрес, за просперитет и нормално мора да се надпреваруваме со останатите кои што ги имаат поинаквите интереси. Ви благодарам многу. Ако луѓето сметаат дека загубиле нешто, го загубиле до определена мера идентитетот, како можете да ги убедите дека овој договор е добар, дека е добар за луѓето на Северна Македонија, дека е добар за регионот и пошироко? Како сметате дека можете да одговорите на грижите на вашето сопствено население во однос на договор? На овој договор, што може да се направи во текот на следната година или две, за да се промени перцепцијата
дека ова може би е уназадување или дека нешто се загубило. Благодарам уште еднаш на поканата, благодарам и на Вес, бидејќи тој беше со нас, со мене и со Алексис и со нашата влада кога се обидувавме да дојдеме до вистинските зборови за да го подготвиме договорот. Имавме и многу пријатели од другите европски земји кои што не поттикнуваа и ова навистина беше вистински договор, кој што сум сигурен дека историјата ќе покажува дека се постигнуваат вакви договори после војни. Ние навистина го постигнавме во една мирна ситуација и всушност овој договор може да се користи како модел за решавање на други проблеми во други региони. За постигнување на овој договор нормално поминавме низ многу тензични и сериозни месеци. Меѓутоа придонесите, односно добрите страни, добрите резултати ќе се видат и ќе се гледаат уште повеќе, бидејќи како и секој договор носи придобивки. Меѓутоа, овој договор прво и главно прави партнерство помеѓу соседите, помеѓу Северна Македонија и Грција. Можам да кажам дека навистина имавме и прва посета од премиер во Северна Македонија, заедно со повеќе од 200 бизнисмени кои што учествуваа на еден форум и на кои што се одржа бизнис-то-бизнис останоци и се отворија можности за соработка. Првите придобивки сега ќе бидат економски и тие сега веќе се гледаат. Трговијата помеѓу Северна Македонија и Грција во последната една година се зголеми за 20,8%, тоа е навистина големо зголемување. Со Бугарија 17%. Така што првиот сигнал кој што го носи договорот е тоа. Нормално граѓаните ќе веруваат и мора да поминат низ овој период на чувствителност, ќе надминат ова чувствително само ако ги видат придобивките, не само економските придобивки. За нас тоа значи стандарди, за тоа значи владење на правото, подобар здравствен систем, подобро образование, споделување на искуства со нашите соседи, зајакнување на релациите на регионално ниво. Ако регионот ја подобри соработката со западноевропските земји, тоа многу ќе ни значи и целта ни е да соработуваме уште повеќе меѓу себе и да соработуваме и со ЕУ. Тоа се оние општи очекувања кои што сите ги имаме. Оваа мала земја во срцето на Балканот е исправена пред овие стратешки цели веќе 27 години. Целта не беше да станеме членка на НАТО и на Европската унија. Со овој договор, особено со Преспанскиот договор, ги постигнуваме овие стратешки цели, а овие стратешки цели има причина зашто се стратешки, бидејќи знаеме дека нема просперитет, нема иднина, нема подобри економски стандарди, ако не сме безбедни, ако не сме стабилни, и ако нема просперитет овдека во регионот. НАТО ќе го донесе тоа, а интеграцијата во Европската унија е следен чекор за нас. Следниот чекор ќе значи постојана мотивација, постојан фокус за граѓаните, за институциите, за владата, за собранието, да се зголеми капацитетот на државата и да се пристапи кон процес на трансформација со цел да бидеме поконкурентно општество на глобалниот пазар. И како што споменав, бројките се многу високи, сјајни и даваат надеж. Меѓутоа, јасно ни е дека ова не е доволно. Потребно ни е поголемо зголемување на БДП од 4 од 5. Имаме можеби низок старт, меѓутоа имаме и голем потенцијал. Нашиот низок економски стандард е мотивација за профит за компаниите. Меѓутоа, за нас целта е да постигнеме повисоко БДП, поголемо БДП, нови работни места за младите луѓе, нови извози и зајакнување на економијата. Со инвестициите доаѓаат и знаење, доаѓаат и технологија и тоа очекуваме дека ќе донесе подобра иднина за граѓаните. Меѓутоа, добрите вести од Западниот Балкан се видливи. Балканот веќе не е темпирана бомба. Тоа е еден сјаен пример кој носи надеж дека и покажува дека нашето место е заедно со другите држави членки на Европската унија.
Вес, дали може би сакате да додадете нешто? Јас ќе кажам од моја перспектива како се движеше овој процес. Мислам дека е навистина многу одговорно што двете земји се обидоа да се фатат во костец со своите проблеми со оглед на тоа што имаше многу емоции, многу историја која беше вклучена во самиот процес. И мислам дека многу е важно за Северна Македонија конечно да го реши ова, затоа што имаше многу напор за решавање на проблемите и со Грција и со Бугарија, така што Северна Македонија е одличен пример на една држава која што е мултиетничка и која што успеа да се вклучи во овој процес со земја како Грција, која што имаше и своји особено економски проблеми. Овој договор покажува дека кога лидерите во регионот ќе се здружат, може да постигнат локално решение. Европа и САД понудија помош, меѓутоа за решението требаше да работат двајцата лидери. Ние можевме само да понудиме помош. И овој договор има и економски и политички бенефит. Пристапувањето кон НАТО и она што значи скорешно пристапување кон Европската Унија само ќе биде дополнителна мотивација за државите во регионот. Благодарам. Дали има прашања од публиката? Кренете рака доколку сакате да поставите прашање. И додека размислувате, уште едно прашање за двајцата. Имаше време кога се мислеше дека Европската Унија беше главната тема на секоја конференција каде што ќе одевте на Балканот, тоа беше мантрата. Европската Унија е вистинскиот и единствениот играч. Тоа не значи дека САД не беа важен играч, меѓутоа се чинеше дека САД малку го занемарува овој регион, но се чини дека сега САД има многу активна дипломатија во овој регион и знаеме дека вашиот шеф Помпео е во посета на регионот оваа недела. Па што можеме да очекуваме по Преспа? Што е на агендата? Мислам дека не е фер да се каже дека САД беа неактивни во регионот. Ние никогаш не го напуштивме Западниот Балкан. Секогаш одржувавме блиски дипломатски односи со овој регион, нудевме поддршка. А исто така постојано ги следевме и процесите кои што се однесуваат на пристапувањето кон НАТО. Она што е точно е што постоеше едно мало намалување во стратешкиот интерес на САД кон овој регион, особено по 90-тите години. И мислам дека тој процес беше резултат на нашиот зголемен интерес на Средниот Исток. Ова не е критика на предходните политики на САД, меѓутоа тако беше тој тренд на западна политика во тој период. Мислам дека секогаш главен фокус на националната безбедност беше да се следи внимателно ситуацијата на Средниот Исток и на Блискиот Исток, да се следат сите нови настани. И ова важи и за Западниот Балкан, важи и за Источниот Медитеран, за Азиско-Пацифичкиот регион. Може би тука да го искористиме оној израз подобро доцна отколку никогаш.
Mora да си признаеме и дека Русија никогаш не го напушти овој регион. Тука е и Кина, која што има своја цел, која што е многу софистициран стратегиски играч. И гледате колку се зголеми буџетот за кинеската армија, некаде околу 750%. Тоа го гледате и во инвестициите од страна на Кина, во инфраструктурата и во други проекти во регионот. Така што можам да кажам дека во Европа САД на вистина се обидува да има позитивно влијание. Мислам дека онаа празнина што ја имаше во минатото, набрзо ќе се пополни. Господине премиер, дали го имате истиот став околу Русија и Кина? Затоа што Европската унија неодамна изјави дека Кина е стратегиски конкурент. Дали сметате дека Кина и Русија имаат легитимна улога во овој регион? Дали влијанието на овие играчи е малигна или не? Дали нивното присуство е легитимно, особено присуството на Русија? И дали постои еден вакуум, односно дали малите држави на Балканот се очајни за нови инвестиции и токму поради тоа се свртуваат кон Кина? Мислам дека не е само Северна Македонија, туку и другите држави сака да прошират својата соработка и со другите држави. За нас пристапувањето кон НАТО и кон Европската унија нема алтернатива. 80% од народот верува дека членството во овие две организации ќе донесе нешто добро. Меѓутоа, соработката и со другите држави е обврска за политичарите. Тие имаат обврска кон своите граѓани да го подобрат нивниот живот. Токму и затоа имаме соработка со руски, кинески компании, но и компании од Западна Европа и САД. Значи, таа соработка и со Русија, и со САД, и со Кина се зголемува. Ние навистина сакаме инвестиции во подобрувањето на инфраструктурата. Без добра инфраструктура нема да има просперитет, барем тој нема да биде доволен. Така што од гледна точка на Европската унија и агендата за поврзаност од Берлин, значи дека сите врски на овој регион треба да се подобрат. Ние имаме и внатрешни дискусии околу тоа како меѓу себе во самиот регион да ги зголемиме тие конекции, затоа што имаме огромен потенцијал. Овој потенцијал и ова здружување е дел од Берлинскиот процес и од Европската економска зона и оваа соработка мора да биде видлива. Преку неа воспоставуваме еден подобар пазар за трговците, за стопенствениците и да ја сопреме, идејата е да ја сопреме миграцијата, односно одливот на младите генерации. Секоја нација мора да се труди својата млада популација да ја задржи во своите граници, затоа што тие се главниот мотор. Ние не можеме да се мериме со Германија, Велика Британија или други држави, треба да се држиме во рамките на Вишеградската група. Не можеме да имаме аспирации за огромен пораз. За нас е 4% и 5% пораз е навистина голем резултат. Ние сме либерален пазар, отворен, веруваме во вредности, се држиме до тие вредности и сакаме тие вредности да ги засилиме.
Некој ми имаше спомнато што ќе се случи ако Европската унија ве разочара. Јас реков ќе донесеме Европа овде. Немаме друга алтернатива. Веруваме во вредностите, сакаме да бидеме на исто ниво со европските држави и тоа да им го понудиме на нашите граѓани како можност. Гледам едно прашање од публиката. Повелете. Кажете го само вашето име и кого представувате. И ве молам кратки прашања. Pyramid Upside Down. A question from Mr. Wes Mitchell. Your headquarters. Вашиот штаб, господине Мичел, во State Departmentот и во НАТО, бара вработување на, односно замена на одредени луѓе заради нивната поврзаност со Русија. Тоа е нешто што го побаравте пред 2 години, меѓутоа не гледам некакви промени во овој поглед. Дали можеби имате одредени совети за оваа влада, бидејќи не е лесно некој да биде на црната листа во Америка, а уште е потешко да се отстрани од црната листа. Дали да одговорам или ќе чуеме друго прашање? Искрено не знам за што ме прашувате. Мислам дека нема да можам да дадам баш ваков конкретен одговор. Немаме информации за тоа колку луѓе се поврзани повеќе со Русија отколку што се со САД. Мислам дека ова е резултат на одредена манипулација и корупција. Ние секогаш гледаме дали една влада е демократски избрана и не. Например, одблиску ја следиме состојбата во Црна Гора. Но специфичностите за кои што ме прашувате, навистина немаме информација. Благодарам многу. Имаме уште едно прашање од вториот ред. Повелете микрофон. Благодарам, Джоан. Благодарам за говорите и прво сакам да ви честитам на договорот што успеавте да го постигнете со Грција. Сакам да го прашам господинот Мичел во врска со улогата на Европската Унија и на кој начин САД предвидуваат и го даваат патот на ја нудат Европска Унија како пат за Западниот Балкан и морам тоа да прашам. Јас доаѓам од Обединетото кралство и често пати гледам дека има еден специфичен однос помеѓу САД и Европската Унија. Значи на кој начин ние како трансатлантски партнери ја даваме пораката кога им велиме на државите дека ЕУ има единствен пат. Мислам дека е тоа многу добро прашање. Благодарам. Морам да кажам дека во Западниот Балкан за сите оние несогласувања кои што ги читате во медиумите помеѓу САД и ЕУ, мислам дека тоа не важи за Западниот Балкан. Значи, нашите политики на САД и на ЕУ во Западниот Балкан се многу усогласени и одат во иста насока, особено во однос на Северна Македонија. Значи, мора да се продолжат преговорите со Грција. Овој процес го поддржуваат и нашите дипломати и морам да кажам дека колку што знам и она што го гледам од надвор, мислам дека многу добро соработуваме со ЕУ во однос на Србија и Косово и би отишол и подалеку и што би рекол дека постојат многу области на политики и регионално економски борба против тероризмот и така натаму, каде што ЕУ и САД секојдневно имаат одлични односи и соработка. Овие работи не ги читате во медиумите бидејќи не се добри со не имаат бомбастични наслови. Мислам дека има околу 200 работни групи во кои што учествуваат представници на САД и на ЕУ и кои што соработуваат секојдневно. И мислам дека на пошироко ниво имаме навистина одлични
одлична соработка, оние, да кажеме, несогласувања кои што постојат во однос на трговијата или во однос на некои други специфични прашања не се врзани со конкретна администрација што ја имаме сега во САД. Меѓутоа, јас сум голем оптимист дека САД и ЕУ на крај ќе се дојдат до едни заеднички цели и И мислам дека тоа е пожелно и неизбежно. Меѓутоа, сметам дека е важно да се раздели она што го читате во медиумите за некои несогласувања, особено во однос на трговските прашања, од оние секојдневни релации кои што ги имаме меѓу САД и ЕУ на техничко и на стручно ниво, кои што се уште остануваат прилично силни. Благодарам многу. Сега накратко одиме на следната сесија, меѓутоа имамо едно завршно прашање за премиерот тука. Вашата влада, премиеру, стапи на сила ветувајќи дека ќе се бори со корупцијата. Веќе помина неколку години, дали може да ни кажете кои резултати ги имате во оваа област? И што е следно на агендата во однос на оваа тема, бидејќи таа тема е многу актуелна во моментов. Сигурна сум сите би сакале да слушнат што имате да кажете на оваа тема. Мислам дека нашите граѓани ги ја живеат борбата против корупцијата во оваа земја. Има во моментов неколку тековни предмети кои што се одвиваат, каде што за прв пат покажуваме целосна независност на судството, како се борат со аргументи против корупцијата, како пред судскиот систем ги ставаат тие кои што се обвинети за тоа и всушност испраќаме порака дека не се исплати да бидете криминалец, бидејќи борбата против корупцијата, воведувањето на независен судски систем автоматски за нас значи подобра економија. Ако инвеститорите се сигурни дека ќе им се гарантира правдата во државата, нормално дека ќе бидат помотивирани да инвестираат. Прават проценки за нивниот профит, меѓутоа безбедноста и сигурноста не значи само безбедност или сигурност од војни, туку тоа значи исто така и правда, владење на правото, законот да е еднаков за сите и мислам дека е можно да се постигнат тие цели во државата. Воведовме ново законодавство заедно во консензус со опозицијата. Сега сме во процес во кој што чекаме да почне да се спроведуваат овие закони кои што беа дел од нашите реформи со Европската унија. Нормално дека треба многу да направиме. Тоа е отворено прашање и во други држави членки, како подобро да се бориме против корупцијата, како да ја зголемиме независноста на судството и исто така ние државите од Западен Балкан и Република Северна Македонија работиме напорно во оваа насока и се надевам дека треба малку и менталитетот да си го смениме, да бидеме потранспарентни, да бидеме по-спремни на критиките од нашите граѓани, ако сакаме побрзо да го подобриме нашето општество. Дојдовме до крајот на првата сесија и сакам да ми се придружите со тоа да им се заблагодарам и на Вес и на премиерот. Премиерот нека остане тука, бидејќи на брзина одиме на втората сесија и мислам дека ќе му дадеме збор уште еднаш на премиерот, збор да каже каде сме моментално во однос на интеграцијата со ЕУ, а на Вес ќе му се заблагодариме. Ви благодарам многу. So, Prime Minister, would you like to say a few more words значи, премиери, ќе сакате уште нешто да кажете во однос на тоа каде сме во моментов, дали сте сигурни дека ќе ја добиете поканата за започнување на преговори за 2 недели? Целиот фокус не само во однос на граѓаните на Северна Македонија, туку и на целиот Балкан тука, мислам дека е кон одлуката на Европската унија сега во средина на октомври. Се сеќавам дека споменав еднаш во еден мој говор дека навистина нашите соседи кои што се веќе членови на ЕУ, Грција, Бугарија, Романија, Хрватска, Унгарија, Австрија, Италија, ја искористија можноста во текот на Генералното собрание на ООН уште еднаш да нагласат дека даваат поддршка за Западниот Балкан, особено за Република Северна Македонија, за ние да почнеме датум, да
да добиеме датум за започнување преговори. За оваа порака чекаме веќе 15 години и мислам дека по многу процеси кои што беа завршени, споменав веќе што се случуваше во последните 2 години. Како што спомена и комесарот Хан, ние сме навистина еден светол пример овдека во регионот и потврда дека навистина ја зголемуваме атрактивноста на Европската Унија. Се надевам дека ние ќе продолжиме на тој начин и мислам дека е многу важно и за Европската Унија да донесе позитивна одлука, бидејќи прво ни ветија. Ако ние ги исполниме тоа што го бара од нас, тие ќе ги исполнат своето ветување. Разбираме дека некои држави се против проширувањето на ЕУ, меѓутоа првата порака е дека не очекуваме веднаш да станеме членка, туку само да започнеме преговори, да добиеме шанса брзо да си го трансформираме нашето општество. И исто втората порака е дека ако не одлучат позитивно, тогаш ќе го казнат најдобриот пример во Европа, мислам, не само на Балканот. Она што навистина се случи тука, не бидејќи сега поради договорите со Бугарија и со Грција, туку исто така и поради она што се друго што се случува во државата. Ние сме држава со функционални демократски институции, имаме отворен диалог со опозицијата, успешен диалог, имаме добри економски примери. Навистина имаме, ние сме добар пример и за другите региони, не само во Европа, туку и во остатокот од светот. И сметам дека она што најмалку може да го направи Европската Унија е да продолжи да не поттикнува и да продолжиме ние во таа насока. Значи, навистина сме фокусирани во овој специфичен период кон средината на октомври со помош од нашите пријатели, од нашите соседи нормално и очекуваме дека навистина ќе добиеме датум за почнување на преговорите. Ви благодарам многу. Мислам дека тоа беше јасна порака. Ајде сега да ги слушнеме перспективите од другите играчи кои што се многу важни. Прво сакам да му посакам добри дојде овдека на бината на Алексис Ципрас, поранешен премиер на Република Грција, лидер на главната опозицијска партија и секако вашиот соговорник во целиот овој процес. Вие двајца, верувам, бевте номинирани за Нобеловата награда за мир, така што имаме и двајца потенцијални добитници за Нобеловата награда. Меѓутоа, прво, Алексис Ципрас ќе зборува на грчки, верувам, така што ако можете ставете си ги слушалките за да го слушате. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Сакам да се заблагодарам на организаторите кои што ми ја возможија повторно да дојдем овде во Скопје по втор пат. И тоа за помалку од 5 месеци. И да ја имам можноста да се сретнам со мојот многу добар пријател Зоран, со кого низ еден тежок период остваривме многу добра соработка, исклучивме договор во корист на двата народа. Јас бев овде во април, тоа во една историска посета, тоа беше прва посета на грчки премиер во Скопје. Имавме можност да ја представиме нашата соработка помеѓу двете држави, која што ја покажува важноста на договорот од Преспа, кој што е нова почетна точка во односите меѓу двете држави. Се сеќавам дека тој ден, како и 17 јуни во 2018 година, господинот Кодзијакис и Димитров го подпиша договорот, почувствувавме дека ја градиме историјата. Овој сложен договор со сите овие термини, членови, одредби ни овозможува дури денес
δώσουμε μια νέα δυναμική da odime napred σχέσεις των δύο χωρών. so našite bilateralni odnosi i da prezememe mnogo čekori napred. Dogovorot veke se primenува. Se razbira, ima prašanja koji što se ušte na čekanje, особено osтранувањето на грчките символи и договорот околу менувањето на школските учебници. Меѓутоа, очекуваме напредок и во овој правец. Сите знаеме дека најважниот чекор веќе е преземен, бидејќи нашите држави повеќе не се противници. Нашите народи ќе започнат многу брзо да ја гледаат целата придобивка на овој договор. Така што јас верувам дека целта од сега натаму ќе биде изградба на заедничка доверба. Но да не ги заборавиме сите форми на соработка кои што овој договор ги овозможува. А тоа значи соработка во економијата, во туризмот, па и во одбраната. Да, нашите началници на генерал-штабот на грчката и на македонската армија наскоро ќе потпиша договор за користење на македонскиот воздушен простор од страна на грчките авиони, а тоа само ја покажува довербата помеѓу двете држави и двата народа. Мислам дека во иднина ќе работиме уште поблиску на прашањата кои што се однесуваат на животната средина. Така што кога решивме да ги изградиме овие односи врз основа на доверба, решивме да ги напуштиме сите тешкоти кои што постоја во минатото. Јас ќе кажа нешто што го кажа Никос Казанძакис и Зорбас. Казанძакис беше вистинско лице, вистинска личност, кој што живееше и умре во Скопје. Тој имаше кажано дека за слобода е потребно да ги отстраните оковите. Знаеме дека треба да се продолжи во духот на овој договор, имајќи ги во предвид зборовите и на Казанძакис и на Зорбас. И Северна Македонија и Грција не сме да останат заробени во минатото. Сите овие проблеми во регионот беа создадени заради постоењето на насилството, крвопроливањето, нешто за што Балканот од секогаш бил символ. Балканот имаше многу конфликти и тие беа резултат заради пошироката територија на Македонија. Имавме проблеми и разлики во однос на користењето на името. Нешто што беше резултат по распаѓањето на Југославија и резултат на политичката криза на Западниот Балкан, кој што беше закана за целиот регион. Во последните неколку години требаше да се справиме и со кризата на една интровертна, темна Европа, национализам, Брекзит, повлекување во националното, екстремизам и се разбира нееднаквост. Морам тука да ве подсетам
την κρίση στην Ευρώπη. Дека негативните трендови настани на Балканот беа искомбинирани со кризата во Европа. Во периодот од 2014 до 2017 година Европската Унија беше погодена од голема криза. И тоа ја направи свртена кон самата себе, ги замрзна сите процеси кои што се однесува на пристапување. Ние ја имавме најтешката криза, особено бегалската криза, која што беше најголемата од Втората светска војна наваму. Πολιτικές και εθνοτικές κρίσεις στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία αλλά και στην Αλβανία. Имаше политички и етнички кризи во Црна Гора, Северна Македонија, Албанија, а истовремено немаше никаков регионален поттик за соработка регионот, така што тешкотиите од 2017 година значеа дека мора да се најде нов поттик, нова мотивација да се решат проблемите кои што ги наследивме. Така што моравме да најдеме решенија и за национализмот и за интровертноста. Така што со премиерите на Бугарија и Србија се сретнавме во Солун во 2017, а потоа и во Варна, кога ни се приклучи Романија, каде што зборувавме дека постои еден голем политички јаз во Европа и дека не постои друг начин освен да се обнови таа европска перспектива, особено во време на бугарското председателство во текот на 2018 и романското председателство во 2019 година, каде што членството на Балканот повторно го ставија високо на европската агенда. Ние се согласуваме дека Бугарија ќе организира висок собир самит меѓу земите членки на Европската Унија и регионот. Ние во текот на една година имавме околу 7 состаноци на оваа тема, каде што Грција се согласи да разговара и со Албанија, со што ќе се овозможи поддршка на нејзината аспирација кон Европската Унија. За време на меѓународниот сајм во Солун, почесен гостин беа представниците на САД, каде што разговаравме и за соживот и соработка. И во овој дух гледавме да ја збогатиме и интензивираме балканската соработка. Така што со Зоран се сретавме во Давос и се договоривме да не ја загубиме оваа шанса, да најдеме заедничко решение за името. Договорот од Преспа е позитивен сигнал и значи позитивна промена и за регионот и за Европа. И тоа од различни причини, затоа што ја символизира победата на дипломатијата. И тоа во период кога вредноста на дипломатијата постојано се става под прашање. Ова е победа и на дипломатијата и на соработката. Победа врз силите на национализмот и националното повлекување, интровертност. Овој договор значи дух на една заедничка балканска соработка. Оваа соработка нема да се темели врз моќта на еден или врз поразот на друга држава, односно соработка која што нема да биде унилатерална.
Među njima i Ujedinjeните nacije odigra ogromna uloga v vključevanju na ovaj dogovor. Ovaj dogovor pokazuje vrednost za koju što se bori Evropskата unija i del od ovaj dogovor je pristupanje tokom unijata. Ovaj dogovor se potvrduje i ambicija na EU, a to je da uspostavi mir i stabilnost v ovaj region. Severna Makedonija je država koja što go promovira proces od neproširivanja v raмките на европското законодавство. Така што овој договор покажува дека државата е еден кредибилен партнер за Европската унија и Европската унија треба да одобри датум за преговори на следниот состанок на Европскиот совет. Европската унија мора да прекине со својата национална интровертност. Мора да продолжи да промовира мир и стабилност во незиното соседство. Со тоа ќе бидат затворени сите можности за нови војни во Југославија. И ако Европската унија не може да промовира мир и стабилност во своето соседство, како би можела тогаш да има клучна улога на меѓународно политичко ниво? И на крајот, Преспанскиот договор ја подцртува она главна вредност, а тоа е да бидеме храбри, да донесеме одредени решенија во интерес на нашите граѓани. Многу е важно да бидеме на вистинската страна на историјата и затоа верувам дека преговорите со Северна Македонија ќе бидат важна порака и за владата и за граѓаните. Дека е доволно народот да страда од конфликтите што се случува во овој регион. Пред неколку дена мојот пријател Зоран рече дека Преспанскиот договор е можност и за Грција, затоа што Грција со овој договор ја добива можноста да биде лидер во регионот. И со тоа ќе завршам. Тоа ќе треба да биде улогата на Грција, лидер во поширокиот регион, да одигра вистинска улога во воспоставувањето на стабилноста на Балканот. Борбата на балканските народи за слобода и демократија значи дека Грција треба да ги продолжи иницијативите на Венизелос и на другите Балканот да стане регион на економска соработка во спортот, во културата и во сите други области. Дипломатските напори на Караманлис и на останатите грчки политичари водеа во овој правец и јас сметам дека токму таму треба да се движи мојата држава. Јас лично се посветувам кон целта дека сите ние, особено прогресивните сили во регионот, мора да работиме и никогаш не смееме да заборавиме дека овој договор е склучен затоа што имавме навистина среќна коинциденција да имаме прогресивни влади и во Северна Македонија и во Грција. Мислам дека овој договор го покажува чекорот напред што сите влади во регионот треба да го преземат доколку сакаат стабилност и просперитет. Ви благодарам. Thank you very much,
Благодарам I'd like to call now многу. our next Сакам speaker, сега да го повикам следниот a very говорник. well-known figure, Многу позната Martin Schulz, личност, тоа е господинот former Мартин president of the Шулц, European поранешен Parliament, председател на and of Европскиот course, парламент и former leader секако of the поранешен Social лидер на Democratic Party of Социјалдемократската Please партија welcome од Германија. Martin to the stage. Добре дојде, Мартин. Добро утро, дами и господа, ви благодарам многу за поканата. Ви благодарам за говорот на Алексис и на Зоран. Јас прво сакам да изразам задоволство, според мене за овој навистина историски чекор и историска заложба на овие двајца лидери. И сакам да зборувам за двете личности, бидејќи навистина направија нешто што според мене не достига насекаде во светот, особено во Европската унија. Луѓето треба да бидат храбри и да бидат толку храбри ако е потребно да ја жртвуваат и сопствената позиција за да добијат цел и за да постигнат цел. Алексис се соочи со големо противење во сопствената земја против Преспанскиот договор, меѓутоа рече дека јас сум подготвен дури да изгубам наследните избори. Ова е мојата позиција, знам дека е добра за мојата земја, за мојата нација и Зоран го направи истото. Ако зборуваме за проблемот, ако Европската Унија на 15 октомври на вистина даде датум за започнување на приговорите за пристапување за Северна Македонија и за Албанија, сакам да повлечам паралела помеѓу посветеноста на овие двајца лидери тука кон тактичките игри кои што постојано се играат во Европскиот совет. Не можам да ви гарантирам дали ќе биде даден датум. Се надевам, јас ќе направам колку што можам повеќе со моето влијание во германскиот парламент и видовме дека германскиот парламент даде мандат на Ангела Меркел да се согласи за давање на датум, меѓутоа не сме сигурни како ќе излезе, што ќе каже холандскиот парламент, што ќе кажат другите парламенти, дали господинот Кох после неговата победа и изборот во Виена, дали тој сега ќе има согласност од неговата влада и која што се уште не е направена, се уште не е составена, не знам искрено да ви кажам. Моето искуство со Европската Унија е дека да, од една страна сите знаат дека ни е потребен напредок на начинот на кој што беше тоа постигнато тука во регионот, особено помеѓу Грција и Северна Македонија од една страна, а од друга страна државите членки на Европската Унија и институциите во Брисел од друга страна се несигурни за самата иднина на Европската Унија. Европските избори ги освоија оние партии во Франција и во Италија кои што сакаат да ја уништат Европската Унија. Марин Ле Пен е жена која отворено вика не за еврото, не ја сакаме европската интеграција. Господинот Салвини, кој што е заменик премиер и министер за внатрешни работи во Италија, вика да ставиме крај на Европската Унија. Не сакаме Брисел да ни диктира што ќе правиме. Тоа го вика премиерот на Унгарија. Обединетото кралство е земја од Г7, тоа е една витална сила во Советот на безбедност на Обединетите нации. Тие решија да си заминат од ЕУ. И премиерот кој што поттикнува идна соработка со САД и со Велика Британија како пример како да се борат против Европската Унија. Слушнавме, господине Мичел, во вашиот говор за тоа дека Русија и Кина настапуваат во овој регион и кои се нивните стратегии.
Меѓутоа, председателот на САД отворено тврди дека НАТО не е релевантно, а Европската Унија му бил економски непријател. И тоа се одразува врз самата Европска Унија. Токму кај овие партии кои што ги споменав и некои премиери кои што тврдат дека сакаат да ја напуштат Европската Унија, а има и такви кои што сакаат да останат во ЕУ со тоа што ќе речат ќе ги извадиме сите пари што можеме, меѓутоа предизвикуваат дезинтеграција на Европската Унија, која и така е во лоша состојба. Значи, тоа е сериозен проблем. Од една страна, сите во Брисел и во главните градови на државите членки знаат дека ни треба поголема интеграција, дека ни е потребно тоа за да се соочиме со предизвиците на 21-виот век и потребна ни е поголема интеграција, поголема соработка. Кина, еве ќе зборуваме со бројки. Кина има 1,4 милиарди население. Индија има 1,2 милиони население. 2,5 милиарди жители, тоа е 1/3 од населението. Мојата држава, која што е најголема членка на ЕУ, имаме 82 милиони жители. Белгија има 11 милиони. Да, ви се зголемува наталитетот, тоа се добри вести. Се зголемува, меѓутоа сепак прво мора да погледнете кој расте повеќе, дали фламанците или останатите. Да, тоа се мислам реални проблеми. Не, навистина, она што ни треба е поголема храброст, поголема амбиција, повеќе да се навратиме на она што основачите на Европската Унија го направиле и кои биле нивните идеи. И тоа го правеле, иако имало голем отпор. Јас сум германец, како што знаете, јас сум роден во западниот дел од Германија, на западната граница на Германија со Белгија, Холандија и Луксембург. Имам семејство и во Холандија, и во Белгија, роднини што се вели и во Германија. Кога имате роднини меѓу сите овие три држави, во периодот пост војната, јас израснав и растев кога Втората светска војна не беше заборавена. И тие луѓе во Германија и во Белгија и во Луксембург, па и во Франција, и во Холандија, на своите жители по сите оние дела сторени од германците во нивните земји им рекоа мора да се помириме со Германија. Германците ќе добијат повеќе пари од Маршаловиот фонд отколку ние, бидејќи без одржливи, демократски, економски стабилни држави, без стабилна Германија никогаш нема да имаме мир. Имаше луѓе кои што беа против тоа. Вашите предходници, премиерот како Спарк, кој што им викаше на граѓаните во Белгија, дека не треба така, тие им вика бегај, па германците два пати не окупираа, сега да соработуваме со нив никогаш, а тој им викаше да, мора да соработувате. Дури и да ги загубиме следните избори, ќе ги подпишеме овие договори. И она што го создадоа беше еден период на богатство и мир невиден до тогаш во историјата. Меѓутоа беа подготвени да ги издржат казните, а не да играат некои тактички игри. И тоа е проблемот во моментов со Европската Унија. Треба да бидеме отворени на аргументите на нашите противници, да ги сватиме, да ги земеме предвид која е состојбата во 21-виот век, да ја погледнеме економијата, да ја погледнеме социјалната стабилност, културниот развој. Сите, секогаш, прво, да го погледнеме интересот на нашите соседи, а потоа да се вратиме на нашите лични интереси како држава и да бидеме подготвени да одиме до крај и да се бориме за резултатот. Тоа навистина ни треба.
Помошникот секретар Мичел исто така ќе ми дозволи да кажам дека мора да ги имаме предвид и САД, земајќи предвид кој е во моментов председател на САД и неговата стратегија кон Европа. Мислам дека има многу премиери во овој регион кои што се надеват дека никој пат нема да им се јави некој од Белата куќа. What we need is, and therefore I'm quite outspoken, the United States of America are a risk for the Мислам European дека integration with their government. присуството со оваа влада присуството на САД со оваа влада во Европа е ризик за Европската Унија и се надевам дека наскоро ќе се замени оваа администрација, ќе има нов председател во САД. Иако Помпео доаѓа во регионот, мислам дека треба дополнително да се работи на подобрување на односите помеѓу ЕУ и САД, имајќи предвид кои турбулентни настани се случуваат и во Вашингтон, меѓутоа и во самата Европска Унија. И на крај морам да кажам дека потребна ни е стабилизација на регионот, потребно ни е зголемување на Европската Унија, потребно ни е да ги започнеме овие предпристапни преговори, меѓутоа да бидам искрен, не сум сигурен. Јас ги давам моите совети, моите предлози тука, бидејќи наместо храбри чекори во Брисел, а особено во Европскиот совет, не толку во парламентот, не толку во комисијата, меѓутоа во советот, каде што имаме раководители, шефови на држави и влади, гледаме тактичка неволја или повлекување, кое што можеби не може да ги реши проблемите, не е она што ни треба. Ни требаат храбри чекори како на овие на двајцата премиери. Ви благодарам. Многу прашања беа покренати и има и неколку контроверзни прашања околу тоа. Вес кажа нешто во претходната сесија и ова е прашање за вас, господине Ципрас. Тој рече дека договорот од Преспа не е резултат на надворешни интервенции, туку беше навистина локален или регионален напор, односно иницијатива. И за жал тоа не се гледа баш така толку често, се гледа повеќе како резултат на некои надворешни влијанија и притисоци. Така што би било добро да слушнеме како се случи овој процес. Дали навистина и вие двајца тоа така го гледате? Или пак е резултат и на надворешно влијание и на ваша лична иницијатива? Кој би сакал да одговори прв? Okay, let me say that before became prime minister, пред да станам премиер, мојата партија беше на малечка партија, левичарска, и таа партија не беше толку поврзана со работите настаните на регионов, особено она што се случуваше во поранешна Југославија. Но, денеска, ние сме на страната на помирувањето, мирот и соработката. И во овие тешки времиња, што беа во 90-тите години, ние сакавме да има договор меѓу нашите држави. Така што не можам да речам дека тоа беше наметнато од надвор. Тоа беше чисто наша идеја. И фактот што бевме на власт, и фактот што владата во Грција беше левичарска, тоа беше шанса за нас да примениме нашата политичка агенда. Така што овој договор беше еден след на едни логични принципи. Јас сакав да ја зграпчам можноста, исто како и Зорен.
тоа не беше наша само лична идеја, туку беше во рамките на контекстот што постоеше меѓу нашите две држави толку години. Мислам дека овој договор се склучи пред се заради нашата волја да имаме договор. Нормално имавме одредена надворешна помош во однос на техничкиот изглед на договорот, но тој е резултат на нашата волја. Повелете, председателе Заев. Се согласувам со Алексис, да. Направивме договор. Нашите стратегиски партнери се тука за да не помогнат. Меѓутоа нема ништо да направите ако немате волја, ако не сте решени да направите нешто добро за своите народи. Алексис го спомна нашиот прв состанок во Давос, каде што ја направивме, се договоривме за рамката на таа слика и работевме напорно, ја постигнавме, само затоа што двете страни веруваа дека ќе имаме придобивки. Знаевме дека тоа носи одредени политички ризици, меѓутоа вредноста на иднината, да се отвори границата, да се отворат идните можности за соработка, за младите луѓе, за децата, за сите генерации е нешто безценето. Мислам дека тоа го постигнавме. Граѓаните на Северна Македонија тоа го чувствуваат. Граѓаните на Грција исто така. Затоа што ние сакаме да ја постигнеме и нашата цел, а тоа е да станеме членка на Европската Унија. И сето тоа носи економски придобавки. Граѓаните на Грција ќе почнат да ги чувствуваат тие економски придобивки и ќе почнат да го прифаќаат договорот онака како што се прифаќа од наша страна. Веруваме во овој момент дека договорот е многу важен и без разлика на политичката цена што ќе се плати, ние чувствуваме дека треба да се грижиме едни за други, да ги штитиме заемните интереси. Јас се грижам за Алексис, Алексис се грижи за мене. И кога двете страни навистина сакале да постигнат договор, треба да го истераат тоа до крај. Се грижиме едни за други, секогаш ќе најдеме начин да ги надминеме препреките и целосно да го имплементираме договорот. Благодарам. Следното прашање е за двајцата. Дали бевте изненадени од одложувањето во јуни? И за вас, господине Шулц, вие тоа го кажавте како технички проблем, не технички, туку тактички проблем. Да, ве разбирам сега, значи се однесува на политичките игри на кои што се осврнавте, на ситуацијата во самата Унија. И вие, за разлика од другите двајца, сега сте надвор од тие трендови и можете да ги видите објективно овие тенденции на дезинтеграција на Унијата, особено од народните партии. И тоа е еден жален контекст во кој што Западниот Балкан е ставен во чекалната, значи чека позитивно решение. Дали вие двајца бевте разочарани што процесот беше одложен во јуни? Не, јас со Унијата никогаш не се чудам кога ти одложуваат некои одлуки. Научен сум на тоа. Главната стратегија на Советот е секогаш да доцни. За жал, мислам дека е ова само едно продолжение на драмата во Европската
унија. ЕУ се уште не е политички подготвена за храбри чекори напред. И мислам дека ова е тешкотијата со која што ќе се соочи унијата во еднината. Како ќе може да се здружат тие различни политички струи кои што постојат во државите. И ова е пораката на овој договор од Преспа. Пораката е дека за сите сложени прашања мора да избегнуваме, не да ги подценуваме, туку да наоѓаме решенија за политичките проблеми, а причината за одложувањето не е техничко, како што сте разбрале, туку тактичко. Тоа е не е оправдување за германскиот парламент, кој што во тој период не беше подготвен тоа да го дебатира. Меѓутоа, имаше такви политички струи, избори во Австрија и комуникацијата меѓу значајните фактори во самиот Европски совет не беше идеална. Така што верувам дека секој треба да знае дека не постои друга опција освен одлуката да се даде позитивен сигнал не само за Северна Македонија и Албанија, туку и за сите други држави во регионот кои што чекаат одреден поттик истите да го изодат истиот пат. Има определена порака која беше одложена, меѓутоа не беше кажано поради изборите. Извештајот беше исто така одложен за земите кандидатки. Извештајот го објавија на 29 мај, а Бундестагот имаше сесија во мај исто така. Прво разбирам, нормално поради дигнитет, поради суштината на извештајот, парламентарците мора да имаат доволно време да го прочитаат, меѓутоа дури и парламентарците во Бундестагот и во Европскиот парламент и другите парламентарци од националните парламенти во другите држави следат ситуацијата за Северна Македонија и за Албанија. Тоа беше, да речеме, еден вид на оправдување за одложувањето, меѓутоа сметам дека имаше причина друга. На Европа и требаше повеќе време помеѓу сите оние ставови во Германија, Франција, Холандија, што ќе се прави со Австрија, што ќе се случи со изборите во Австрија. Сите овие работи им бара време да се размисли и затоа ги одложија одлуката во октомври, меѓутоа мислам дека сега е веќе појасна ситуацијата. Она што е многу важно е да се наградат добрите примери, а не да се казнат, бидејќи дури Европската Унија и целиот свет ги очекува следните чекори. Например, решавање на проблемот со Косово, како ќе го поттикнат председателот Вучич и председателот Тачи да најдат решение. Ако го казнат, ова е добар пример што ние го постигнавме, како ќе најдат доволно храброст за реформите во Европската Унија ако не ги наградат добрите или најдобрите примери. Така што една од причините зошто верувам дека ќе има позитивна одлука за Република Северна Македонија и исто така за Албанија е токму ова. Мора да се движиме напред, Европа мора да задржи ставот на поттикнување на добрите примери, да не се заборави со кои начела е формирана Европската Унија и таа треба да биде еден лидер во овој дел од светот и во целиот свет и Балканот, особено Западниот Балкан, навистина можат многу да помогнат во таа насока. Ви благодарам многу. Сега ќе му дадеме збор на Мартин. Мартин, дали ЕУ ќе го загуби кредибилитетот ако не го даде датумот во октомври? За овој регион барем. Да, дефинитивно тоа ќе биде така. Одговорот е да.
мислам дека и како личности треба да си ги држиме нашите ветувања, особено во политичкиот живот. Мислам дека се надевам дека во средината на октомври Советот ќе ги започне предпристапните, односно ќе одлучи за започнување на предпристапните преговори, како што беше ветено. Меѓутоа и се надевам дека нема повторно да се одложува. Меѓутоа моето искуство по 3 децении работејќи во европските институции и европската политика ми кажува дека ништо не можеме да предвидиме. Значи не знам што ќе се случи, бидејќи вчера бев на погребот на еден голем државник, на Жак Ширак во Франција, и видов некои од моите колеги на погребот и се сетив дека во 2005 имаше референдум во Франција за Европскиот устав. Ние бевме тогаш лидери на нашите парламентарни групи во Европскиот парламент и баравме од Ширак да биде поангажиран, бидејќи беше очигледно дека има некој отпор меѓу народот во Париз. Зборував со еден таксист кој што ми рече: вие сте представник на Европската Унија, и ја реков да, вика, па јас сум против уставот на ЕУ. И го прашав: па сте го прочитале? И тој ми рече: не, па зошто сте против? Па против сум, зашто сум против Ширак. Значи, тој беше на најниската точка на негова популарност во неговата држава. И ако тој тој ми рече дека ако јас кажам гласајте за, нема да гласаат, ако дадам оставка, тие ќе гласаат на референдумот. Меѓутоа, во тој момент Европската Унија беше во многу лоша ситуација. Тоа беше почеток на опаѓањето на интеграцијата во Европската Унија, и затоа го споменувам сега како момент. И од тогаш лидерите всушност почнаа да си играат игри во собствените држави со европските прашања. Значи, тоа беше Дейвид Камерон, кој што за да преживее како премиер во Обединетото кралство им веди на конзервативците референдум. И кога вие се сеќавате, го прашав: што правиш, Камерон? И тој рече: не, овие се глупави конзервативци, морам нешто да им дадам да останат, нели, да останам на власт. Значи, почнаа да се играат игри во домашните држави со европските прашања. И од тие причини, да ви одговорам на прашањето, релативно сум сигурен дека ќе гласаат за на 15 октомври. Меѓутоа, ако сакате да ви гарантирам, тоа мислам дека никој член на Советот на ЕУ не може да ви гарантира. Меѓутоа, мислам дека, имајќи предвид дека германците и французите се за, се надевам дека тоа ќе предизвика доволно влијание за позитивно решавање на ова прашање. Ви благодарам. Не зборувавме многу за Албанија, може би тоа не е фер, треба исто така да ја споменеме и Албанија. Утрово, Албанија исто така се надева дека ќе добие покана, иако таа ќе биде условена покана, нели? Дали сметате дека е фер двете држави да ги врзуваат заедно на овој начин, или треба секоја држава да си биде третирана по собствена заслуга? So for Zoran is more difficult to answer. It's perhaps difficult for him. Да, ова е малку потешко прашање. Да, не сме ние тие што одлучуваат за ова прашање. Прво, можеме да си помогнеме ако имаме заедничка шанса да започнеме преговори. Можеме, ако одиме заедно, можеме да си помогнеме една на друга. Европската Унија има нормално систем по заслуга и тој мора да даде резултати. Многу ни е мило кога слушнавме дека и Албанија доби позитивна порака од Бундестагот, не само за нас, туку и за Албанија. Нормално нашето очекување е преку овој систем на заслуги навистина да добиеме едно ветување
ветување, односно да добиеме исполнување на ветувањето, бидејќи навистина ние си го постигнавме тоа што беше барано од нас. Нормално во оваа пригода сме многу фокусирани на тоа како да ги поттикнеме оние држави кои што се уште не се сигурни дали треба да гласат за или не, навистина да им порачаме дека мора да ја донесат позитивната одлука прво на Советот, на министри, а потоа и на Европскиот совет, и се надевам дека со на овој самит испраќаме глобална порака. Да, мојот пријател Еди Рама заслужува, треба да направи многу и ние треба да направиме многу, меѓутоа тоа ќе оди побрзо и најдобро преку процесот на преговори. На тој начин ќе успееме побрзо да ги трансформираме нашите општества, да станеме колку што е можно повеќе целосно правни членки на Европската унија. Се надевам дека светлото ќе биде зелено и за двете држави, но тоа не значи дека сигурно така ќе се случи. Бидејќи Еди е мој пријател исто колку што е и Зоран, јас се обидувам да го убедам да не се крие зад грбот над Зоран, туку самиот да се фокусира на собствените реформи и да овозможи права на етничките малцинства во Албанија. Мислам дека и тој ги презема вистинските чекори, но мислам и дека треба малку повеќе да се потруди. Зеленото светло за преговори не е крај на патот, напротив, почеток на патот. И толку многу работа ќе треба да се заврши. Така што верувам дека ова е нешто за кое што треба да размислиме. Мораме да им дадеме поттик и на двете држави и народи, особено за Северна Македонија. Како што кажа Зоран, Северна Македонија е добра парадигма и недавањето на датум нема да биде фер кон државата. Благодарам. Мартин? Ако ги земеме во предвид условите во сите држави, многу е јасно дека е нормално да се прават такви пакети. Знаете, во минатото се преговараше со 10 држави одеднаш, од Балтичките земји па до Словенија. Единствено Малта не припаѓаше на тој пакет. Кога се преговараше со скандинавските земји, знаете, и Шведска и Финска беа во истиот пакет. Нормално е да има такви пакети, особено кога станува збор за одреден регион. Државите што се во еден регион, иако имаат своји проблеми, своји услови, своја различна внатрешна структура, сепак се хомогени и припаѓаат на еден заеднички пакет. Така што ќе се случи ако Северна Македонија утре стане членка, а Албанија не? Веднаш ќе се создадат повеќе проблеми. Тоа го дознавме на многу тежок начин со Словенија, која што беше веќе членка, а Хрватска не е. Денеска и Словенија и Хрватска се членки, а Србија не е. Секогаш е подобро да имате регионално интегрирано решение отколку да ги делите државите. Тоа е мојот пристап. Благодарам. We're going to stick with this discussion, but after the break.
Пауза за кафе, па ќе се навратиме повторно овие прашања поврзани со улогата на Европската Унија и процесот на пристапување, како и прашања поврзани со безбедноста и НАТО. Така што мислам дека доколку имате прашања, можете да ги поставите и во однос на улогата на САД во регионот. Така што имаме половина час, дами и господа, и ве молиме аплауз за сите наши говорници утринава.